Почитувани, добро вечер. Добро дојдовте во новата емисија подкаст ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме за, ја би рекол, во Македонија третиот патен сообраќај, односно за железниците. Што се случувало изминативе години и да видиме до каде инфраструктурата во железничкиот сообраќај и што можеме да очекуваме во иднина. Вечерва на моје задоволство разговарам со Синиша Ивановски, директор на јавното претпријатие Железници инфраструктура во Република Македонија. Синиша, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. Ви благодарам на можноста да бидете вечерва со нас тука. Кога збориме за инфраструктура, тоа е оној дел кај што се гради нови железнички пруги, патишта, го обновуваме оној сообраќај. Јас би рекол дека почна после долго време да се работи на ова. Што точно вие како јавно предпријатие преземате за да ја подобрите инфраструктурата? Вака најнапред, пред да го почнеме диалогов, да објасниме дека во 2007 година се има случајно поделба на македонски железници на две јавни предпријатија. Едното е Македонски железници инфраструктура, каде што работам јас, и уште едно е Македонски железници транспорт. Кој што кажа самото име, транспорт. Ние овдека сме фокусирани на два моменти во инфраструктурата. Едниот е одржување на постоечката инфраструктура, а вториот дел е дел на инвестиција, односно градба на нови коридори, како што е моментално актуелната пругата према Бугарија. Состојбата каква е? Да бидеме реални, не е сејна воопшто. Дали се трудиме да ја подобриме? Се трудиме и конкретно ова година веќе напролет ќе почнеме малку посериозни активности кон подобрување на инфраструктурата, но за жал за 8 месеци не се стига се што 8 години било во тотален заборав, во тотален застој. Но оправданија не треба да имаме и немаме, туку се фатиме за работа и се фаќаме за работа да веќе од оваа година пругата биде повторно операбилна во целосна проектирана состојба. Пред да фатиме и таа тема со Бугарија, би сакал да ве прашам за вашиот став, зошто досега не се занимавале со инфраструктурата во железницата, минатото раководство, би рекол минатата власт? Едноставен одговорот. Погрешни кадри. Погрешни кадри, немотивирани за работа, инспирирани од некои други действија, а не од општо добри действија. Такви директори, таков министер имале, кој што железницата воопшто не била во видокруг. Тотално заборавена, тотално демотивирани и затоа ние после години и години немавме меѓународна линија. Сокина возот кон Белград, сокина возот кон Солун, инаку првиот воз, првата линија која што дошла воопшто во македонски железници е возот кој што од Солун чина 1893 година дојде во Скопје. Тоа е првиот воз, значи тоа нас не е историска линија која што мора да одржуваме. И тоа го кина возот кон Кичево, кон Куманово, кон Штип, кон Битола, имаше еден легендарен воз, го вика возот Пелагонија, каде вид на бизнес класа вака во железничкиот сектор, но и тој го кина. Во принцип се што може да замрат, се замре. И многу што е интересно, иако не ме во делокруг поќе инфраструктурата работиме, не е транспортот, но добар дел од возовите кој што не бе во функција, не бе пошто нема тркала. Толку звучи смешно, толку звучи несериозно, нема тркала. Зашто нема тркала? Пошто некој тамо порано што работел, не се појавил на работа, да седне и да направат спецификација, да распишат јавна постапка, да добијат тркала. И нема тркала. Па добија сега тркала. Па без упатство возовите биле, пошто не доплатиле нешто од ратите што за кинесите, и немале како. И за среќа има во Македонска железници транспорт луѓе со сериозно искуство и една вид на институционална меморија. Како се прави тоа? Поранешен директор Игор Коруновски сега е директор на погонот за одржување на возовите и човекот со неговата екипа, штам секоја чест, за пола година сите возови ги вратија во живот. И сега товарниот сообраќај во Македонија има нула застој. Ако почнавме да работиме некаде во јули, кога дојдовме на позиција, веќе товарниот сообраќај беше во колапс. Пристаништава грчки ги блокиравме. И едноставен одговорот. Значи, биле немотивирани кадри, нестручни кадри, кои што биле водени од некои други
други действија, а не тоа да го работат зашто биле платени. Дали тука, бидејќи спомнавте во вашето излагање дека не само што биле некомпетентни, меѓутоа имали простор тука за сомнеш за одредени други действија што ги нарекувате, да бидејќи не доаѓалете на работа, едноставно не се занимавале со тоа што им е нивната работа, но го уништиле сообраќајот железнички, а немаат никаков прилип. И сообраќајот го уништиле, при тоа кога велиме дека некој воз оди со 20 на час, тука па доаѓа вината во инфраструктура железница, што било неодржувано, пошто таа проектирана брзина, пример до 80 на сат или 100 на сат, не може да се постигне. 20 на сат е ставена колку да се движат возовите, да нема тотален застој. Немотивираност. Секогаш велам, во градежништвото се едноставни работите. Во правото и во другите науки може да се толкуваат на два начина. Овдека за среќа, или за жал сега за нив, е црно или бело. Или си го направил пременот кој што треба, или не се го направил. Или пругата е целосно функционална, или пругата не е целосно функционална. Или премините се во функција, или премините не се во функција. Тука нема простор за хибридни решенија. Или е окей, или не е окей. Во моментов се уште не е окей и не е на нивото кој што го посакуваме, но вложуваме сериозен напор и тоа ќе го покажеме оваа година, дека ќе вратиме барем простечката пруга, поготово од Солун кон Белград, тој коридор 10 да биде во функција. Зашто е толку многу важно ова? Затоа што од економска причина за државата. Целиот товарен сообраќај кој што стига на пристаништата во Солун, во Атина, во Кавала, најбрзиот и наједноставен пат има да поминат преку Македонија кон Србија. И тоа е добро и за компаниите на светски размери. Не знам дали Samsung, дали LG, дали било кој сериозен бренд, како да стигне во Европа, најблиско му е преку Македонија. И затоа ставаме толку сериозен акцент да пругата 10 биде целосно операбилна. Тоа е наистина добро за македонската економија да се расте и да се развива. Го спомнавте коридорот 10, напоменавте пругата кон Бугарија. Од навистина големо значење се и за економијата, како што напоменавте, меѓутоа и за бизниси и за бизнис секторот кој што работи во Македонија. Зошто досега ова го нема направено? Мораше да дојде во МРОДПМН со нови кадри, со нови луѓе кои што знаат да се завршат работата, или едноставно овие биле толку неспособни, па мораше ние? Прашањето и одговорот. Исто е, тотално исто. Да не сега велиме дека се почнува и завршува со нас, некои работи си имаат процес, но ако за некоја работа е доволно 3 години, овие не ја завршиле ни за 7 години. Тука е умешноста, тука е заштедата да ги завршуваме проектите во рокот. Пругата што сега пуштевме на 17 јануари во функција од Куманово до Белјаковце, беше завршена во рок. Дали беше од прекладно почната? Беше. И тоа е окей. Земале, почнале да работат. Дали да бевме ние ќе завршиме претходно, ќе завршиме, но окей, ја завршивме сега. За 5 години од сега, за 10-15 години од сега, најмалце ќе е важно кој ја почнал, кој ја завршил. Битно е ќе оставиме нешто позади себе. Тоа е првиот дел. Моментално го работиме вториот дел. Тоа е од Куманово, од Белјаковце до Крива Паланка. 34 километри, со некој моментален прогрес околу 25-30%. Рокот е за некои скоро 2 години од сега. И многу е важно да го завршиме на време. Не само поради тоа што ќе завршиме на време. Важно е да се смени малку сликата, генералната слика во државата, дека проектите може да се завршуваат на време, дека и ние знаеме да градиме како што знаат да градат во регионот, да биде тоа ефикасно, да биде економично и да биде навремено завршено. Да ја подобриме сликата на неспособност. Нас не се смееше и региони, Европа и свет за Кича во Охрид, дека еве го градиме сега 11-та година. Дека ние во 2017 година примопредавање беше на 50% успех и СДСМ за 7,5 години, колку што беа на власт, 7 години, направија севкупен прогрес од 20%. И сега доаѓа министерот Александар Николовски, ќе заврши за 2 години. Се работи за индивидуална посветеност, мотивираност и способност. И затоа Киче во Охрид за некои до крајот на 2026 година ќе биде целосно во функција. Затоа пругата
а према Бугарија и вториот дел до крајот на 26 година ќе биде завршена. Затоа автопатот према Блаце 2 километри и се смеат сите што 7 години не го завршија. 2 километри. Валентин, јас со вас да земеме да работиме ние секојдневно, па ќе направиме поголем успех, него веќе со толку многу машини, 130 милиона евра тендери што не мрднаа напред. Посветеност. Или нешто се сака, или нешто не се сака. Убаво го спомнавте ова, ги напоменавте и парите за толку ете мали патишта и таа неспособност, меѓутоа видовме дека долг период навистина нема никаков прогрес. Тој го напоменавте вие. Што се случувало со тие средства? Зошто не биле веќе кога давале толку пари, зошто едноставно не ги завршувале како што велите во рок? Каде оделе тие пари што биле давани на тие фирми кои што го работеле ова? Уште полошо, не ни биле давани, а е земен заемот и само како држава плаќаме камати на тој заем. Едноставно е. Ако се сака нешто се сработи, ќе се сработи. Ако сака да се бара изговори, ќе се бара изговори. Толку едноставно. И сега кон Блаца да го збориме, се биле изговори, да, требало репроектирање или Кичев Охрид требало репроектирање, имало косини, да, па тоа е тоа градежништво. Градежништвото всушност е решавање на проблеми. Ништо нема лесно во градежништво. Дали се гради пруга, дали се гради автопат, проблематиката е иста. И уште полошо, обезбеден кредит од некој од европските банки и ние не ги повлекуваме и на тие пари државата цело време плаќа камата. И тоа не е добро. Затоа велам, ако се заврши во рок, освен тоа што е добро како генерална слика и е поекономично решение. Каматите нема да течат. Така ќе биде и државата во одреден ќар. Менува сликата. Докато до сега сме биле овие не можат да завршат ништо, сега ќе биде сликата овие завршуваат нешто. Да. И тоа е главната разлика која што треба да биде двигател. Не само во делот на инфраструктурата, на железници и на патна инфраструктура, туку генерален двигател. Да луѓето почнат да веруваат тука дека се може да се направи нешто. Ако се сака, ако доволно вложиш труд, се може. Се согласувам со вас. Јас при крајот на ова наша вечерашна емисија би сакал да ни издвоите кои се вашите визии и како јавно предпријатие и може и како човек, каде ја гледате ова, каде го гледате железничкиот сообраќај, да речеме, за неколку години од денес? Го гледам со 200 на сат. Да во Македонија се поврзаме со регионот, тоа што во моментов го прави и Србија, што веќе Грција го има направено од Атина до Солун и со амбиција да го направат од Солун до Гевгелија, до Богородица. Во Македонија за неполни 8 години од сега, ако може пократко, да има брз воз, кој што патнички воз ќе биде со 200 на час, а товарен со 120, за јавноста патничката е поинтересен, да влеседнеме во Скопје, на воз и за неполни 2 часа да бидеме во Солун, да бидеме за 2 часа и нешто во Белград. При тоа доста е поекономичен транспорт, многу побезбеден и многу поеколошки. Во моментов сум крајно свесен дека тоа звучи дури апстрактно, но како што кажав, со посветеност, со желба и со работа, и тоа не е невозможно. За исто толков период од 8 години планираме Скопје да биде поврзан со Софија, со воз, и веќе да работиме на западниот дел на Македонија, од Кичево да поврзаме Струга, преку Струга Албанија и Јадранското море, тоа е коридор 8, кој што е стратешко предлога на државата. Сето тоа звучи премногу амбициозно и лесно да се каже вака вербално, да се сработи страшно многу тешко, но за тоа сме се нафатили да овие проекти ги реализираме, а и да некој не реализираме до крај, пошто се е менливо. Менливи се работните уврски, кога ќе дојде некој ден, а ќе дојде некоја друга власт, да кажат, добре, овие да станат тука, дайте да го завршиме ние. Затоа што, како што велам, за 15-20 години од сега, ниту е битно кој го почнал, ниту кој го завршил, ниту кој сечел лента, тука е битен бенефитот што оваа држава ќе го има за наредни генерации и генерации. И граѓаните да бидат задоволни од работата која што најважно е тоа. Видите, како отидоа напред државите од регионот? Со средена инфраструктура. Така. Тоа е првата работа што ја почна и Словенија, и Хрватска, Србија навремено на тоа се приклучи, Црна Гора, Албанија и Косово. Сватија на времето, како прикасната на време,
И затоа ВМРО ДПМН од прв ден на формирана влада и премиерот и министерот за транспорт најголем приоритет или еден од најголемите приоритети дадоа на стабилизација, на напредување и на изградба на инфраструктурата и тоа ќе се случи. Значи да очекуваме и ве држиме за збор дека во иднина можеме да, ете како што напоменавте, со тој брз воз да бидеме за 2 часа дали во Белград, дали во Солун, едноставно би се рекло да одиме да испиеме едно кафе и да се вратиме, а тоа да не чини многу и да ни биде, да речеме, едно секојдневие. Држава има кратка историја од осамостојување во 1991 година, но онаш кој што веќе полека го сваќаат сите е дека разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е дадениот и исполнетиот збор. И тоа беше во голем дел случај претходно, тоа се случува по општините во моментов и програмата која што ја понудивме во 2004 година на овие парламентарни избори, верувам дека во најбитните и во најважните сегменти ќе биде исполнета. Ви благодарам. Исто, Валентин, благодарам. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание. Навистина интересна емисија имавме вечерва за железничката инфраструктура во Македонија, но и многу најави за во иднина. Бидете така, јас ви посакувам секое добро и се гледаме веќе во следната емисија. Поздрав!